Ако некогаш тргнеш во потрага по душевен мир и спокој, по рајска гледка за очите која ќе ти го стопи срцето и ќе ти ги разгали сите сетила, дојди овде во прекрасната Демиркапија. Овде, со секој свој допир природата те милува и гали, а спектарот од бои кои се менува низ годишните времења представува вистинско уживање. Убавините на уникатната Демиркапијска клисура представуваат посебна атракција за туристите и минувачите кои се восхитуваат на оваа величествено творештво на природата. Германскиот тунел во Демиркапија, извонреден инженерски подвиг од 1916 година, доказ за генијалноста и решителноста на германските војници од Првата светска војна. Неговата изградба е израз на лојалноста кон германскиот крал Вилхелм II, за кој е оставен и надпис врежан во карпите. Додека поминувате низ тунелот денес, се уште можете да ги почувствувате одгласите на историјата во неговите груби камени ѕидови. Клисурата, која е долга 19,5 километри и висока 220 метри, ги разделува Тиквешката и Гевгелиската котлина. Во подрачјето на Демиркапија течат 3 реки – Вардар, Дошница и Бошава. Крајбрежјето на реката Бошава представува еден прекрасен екосистем кој изобилува со богата флора и фауна во кој преовладува автохтониот јавор. Некои од овие стебла кои се наоѓаат во реонот на село Человец се стари од 300 до 500 години. Клисурата Демиркапија и поширокото подрачје на градот се долго познати како извонреден орнитолошки локалитет на кој може да се сретнат 219 видови на ретки и загрозени птици грабливки во Европа кои го красат небото над Демиркапија. Белоглавиот орел и египетскиот мршојадец се символ на величенственоста и предизвикуваат стравопочит и гордост кај демиркапијци за чудата на природниот свет. Нивното присуство служи како потсетник за важноста од зачувување на деликатната рамнотежа на нашите екосистеми и тајната врска помеѓу природата и човечкото општество. Во Демиркапија постојат идеални услови за развивање на спортови во природата како што се алпинизам, спортско качување по карпи, планински велосипедизам и кајакарство. Ова место е предизвик за спеолозите кои доаѓаат овде да ги истражуваат двете локални пештери – Бела вода и Змејовец. Во Демиркапија се наоѓа и музеот на виното кој е единствен од овој вид во републиката. На ова поднебје успеваат најразлични сорти на винова лоза, што допринело за изградба на повеќе винарски визби, меѓу кои секако спаѓа и најстарата винарска визба на Балканот, која датира уште од далечната 1928 година, во рамките на која се наоѓа и самата вила на кралицата Марија, која представува заштитен културно-историски споменик. Секој човек, барем еднаш во животот, посакува да може да се сплоти со природата и да се вткаи во незината душа. Овде, развиорениот ветер ве повикува да си скачите до врвот, а пештерските отвори едноставно ве мамат да дзирнете понатаму за да ја откриете нивната внатрешност и да ја видите мистичната убавина која природата ја сокрила таму. Тоа е нашата Демиркапија, убава од надвор, а богата од внатре.